Првиот соговорник веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија. Еве темата која ја отвараме. Бројот на сајбер напади од почетокот на руско-украинскиот конфликт е зголемен за 300%, велат анализите. Се замаглуваат линиите помеѓу хакерите кои што се мотивирани од финансиска добивка и оние кои што добиваат поддршка од владите, се посочува во извештајот на Google. Македонија не е поштедена од приказната, хибридните напади се главоболка на властите кои што тврдат дека се потешко се докажуваат, но она на што треба да се фокусираат државите во моментов е дигиталната трансформација како услов за безбедно функционирање на информационите системи. На оваа тема побаравме стручно мислење под претседателот на Комората за информатичко-комуникацијска технологија и услуги при Сојузот на стопански комори на Македонија, господин Турце Симов, го имаме во студиото 3 на МТВ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Ке започнеме со информацијата која што ја споделив и во најавата. Светот како никогаш досега, господине Симов, е предмет на сајбер напади. Тоа го велат податоците на Google. Хибридните напади се глобална главоболка. Сајбер сигурноста е се послаба во светот. Секоја година се повеќе и повеќе сајбер напади има. Тие сајбер напади се од повеќе причини придонесуваат да се зголемува бројот на сајбер нападите. Една од причините е финансиските средства. Во последните години веќе финансискиот криминал и финансиските суми што се остварени при сајбер напади ги надминуваат и сумите од трговија со дрога. Потоа имаме дигитализација која што не е проследена со соодветни мерки на сајбер безбедност. Дигитализацијата без сајбер безбедност е рецепт кон катастрофа и голем број на напади се предизвикани и поради тоа, и последните години имаме работење од дома, така што тоа работење од дома предизвика отварање на информационите системи и на државните институции и на компаниите, за да може вработените далечински да работат. Тоа уште повеќе придонесе кон намалување на сајбер сигурноста, така што процентот и бројот на напади од година во година е се поголем. Има многу статистики во тој дел. Некои од тие статистики викаат дека ние имаме некаков 2016 година имало ransomware напади на секои 40 секунди, 2022 година тоа било на секои 11 секунди, и дека трошоците по основ на сајбер безбедност што ги имаат платено и компаниите и институциите веќе се брои во неколку трилиони долари. Оно што се случуваше со Фондот за здравство го анализиравме изминативе 3 недели со различни сајбер експерти, IT експерти, кои што ни појаснуваа генерално што се случи со системот, но мора секако да бидеме сигурни и да знаеме дека ФЗОМ не е единствената база на податоци која што во иднина може да биде злоупотребена, дотолку повеќе треба да се фокусираме на тоа како да ги направиме сигурни системите. Според тие информации што ги добивме од Фондот за здравство и од некои други институции што има релевантни информации, тамо се работеше за ransomware. Ransom значи откуп. Тоа е напад во кој што се криптираат податоците и потоа се бара одредена сума на финансиски средства, најчесто во криптовалути, за да не може да се следат трансакциите и за да се декриптираат податоците. Фондот за здравствено осигурување е една од најголемите бази на податоци во Македонија, каде што има податоци за сите луѓе што живеат во Македонија, кој им е основот на осигурување, каде се пријавени, дали плаќале придонеси, дали не плаќале придонеси, дали имаат право на лечење, потоа примарното здравство, матичните лекари кои се нивни осигуреници, матичните стоматолози, секундарното здравство, терцијарното здравство и така натаму, така што нефункционирањето на една таква база на податоци може да доведе до сериозни последици, колапс и нефункционирање на целиот здравствен сектор и да ја врати работата назад на хартиено работење, а прашање, тоа ќе биде големо уназадување, а тамо во голем дел најверојатно нема ни печатени податоци во хартиена форма, за да може да се вратиме кон тој принцип на работа. И денови ве гледав различни ваши интервјуа, бидејќи и вас ве имаше во сите медиуми токму на оваа тема. На прашањето колку лесна мета се македонските информациони системи за напаѓачите, велите многу лесна. Не се ажурираат со софтвери по најнови верзии, не се имплементирани најновите стандарди и процедури за информациона безбедност и тоа ги прави лесна мета. Не се имплементира и не се размислува за информациона безбедност. Кај нас во институциите треба да се имплементира и во приватни компании и во државни институции архитектура за информациона сигурност. Таа се состои од 5 компоненти,
кај нас таа архитектура за информационна сигурност не е имплементирана. Ние имаме како земја над 1500 државни институции, тие располагаат со субстандардни систем сали кои што не се одржуваат, имаат сервери кои што имаат застарени оперативни системи, бази на податоци со стари верзии, апликацијски сервери исто така со застарени верзии, многу багови кои што се откриени се разменуваат на форумите за сајберкриминал, меѓу тие што се занимаваат со тој сајберкриминал, разменуваат информации како може да нападнат одреден систем. Компаниите кои што ги произведуваат тие софтвери, тие реагираат со ажурирање на тие софтвери, меѓутоа некој тоа треба да го следи, доколку не се ажурираат, доколку не се инсталираат тие сигурностни пакети што ги издаваат компаниите, тогаш серверите, институциите кои што ги користат тие сервери стануваат лесна мета на нападјачите. Тие се одредени софтвери кои што исто така се достапни на тој дарк веб, може да дојдат до нив и да извршат напади, и тие напади да бидат од повеќе причини. Може да бидат од економски причини, заради шпионажа, политички причини, нарашување на репутација на институции и така натаму. И на прашањето кое е решението на проблемот, велите модерен државен дата центар направен по највисоки стандарди, во кој ќе биде сместена IT опремата на сите институции. Оно што мене ме интересира, како би требало да изгледа дигиталната трансформација на информационите системи во периодот кој што следува и кој секако алка би требало да биде вклучен во истата? Дигиталната трансформација е комплексен процес во кој што треба да се префали хартиеното и рачно работење во дигитално работење, кое што ќе биде покриено со софтвер, бази на податоци и информациони средства. Сето тоа има големи бенефити, големи придобивки, но тоа има и големи ризици, особено ако во паралела со таа дигитална трансформација не се води сметка за информационата безбедност. Инаку во тој процес треба да учествуваат лица кои што се имаат познавање во делокругот на работа на институциите, на услугите што тие ги пружаат, што ги даваат према граѓаните и стопанството. Тие лица треба да разбираат операциони истражувања, да можат да ги оптимизираат процесите, да ги направат тие процеси да се остваруваат по најкраток пат со најмал број на документи и така дефинираните процеси потоа да се преточат во соодветни софтверски алатки кои што ќе бидат достапни или преку компјутери, преку интернет или преку мобилни апликации. Сето тоа треба да биде во паралела проследено со информациона безбедност, затоа што дигитална трансформација без информациона безбедност води кон катастрофа. Ние ќе го замениме рачното работење со информатиско работење, некој ќе ги нападне тие информатиски средства, тие нема да функционираат и нашите системи нема да работат. Бидејќи ние во државата сега немаме IT кадар. Многу IT кадар од Македонија се исели во странство, а многу IT кадар, особено од државните институции, поради некомпетитивните плати со приватниот сектор, многу луѓе дадоа отказ од работните места, се преселија во приватни компании, така што државните институции немаат кадар да ги одржуваат системите. И тогаш како? Како би стручен кадар? Решението е да се направи државен дата центар и дигитална агенција, сите кадри што се во IT, што се IT кадри од IT сферата, што работат во државните институции, да се вработат во таа дигитална агенција, тамо да се дадат повисоки плати кои што ќе одговараат на платите во приватниот сектор, да ги издружиме луѓето, да ги задржиме, затоа што ние сега имаме расцепкани кадри. Во некоја институција имаме некој што знае Linux, во другата знае Windows, во третата знае нешто за безбедност и така натаму. Кои ќе ги собереме сите на едно место и плюс одржувањето на тие информациони системи, така ќе биде поевтино. Ние сега имаме расцепкани 1500 систем сали, вака ќе ги собереме на едно место, ќе ги мониторираме од безбедност и сето тоа ќе исто така треба да има и најмалку 2 репликацијски дата центри кои што би ја преземале работата своја ако се случи нешто и така натаму. Колку би чинел државниот дата центар помалку од откупот што го побараа хакерите за последниот напад на ФЗО? Па немаме точна информација колку се тамо што се случило, како се случило и така натаму, меѓутоа неговото создавање, креирање и одржување понатамо што ќе биде помало отколку да одржуваме и да градиме 1500 расцепкани систем сали во 1500 институции. Подобро е тоа да го интегрираме на едно место и тамо да концентрираме и група на луѓе што ќе знаат соодветни алатки, Linux, Windows, соодветни бази на податоци, соодветни мрежни протоколи, рутери, што ќе се грижат за безбедност
и се до тоа на долги стази ќе биде поевтино. Тоа е како да ги заштитиме државните институции. Ајде сега сакам малку да проговориме и за приватниот бизнис сектор. Сакам да проговориме и за нашите персонални компјутери кои ги имаме дома и во кои има секако податоци кои што нам ни значат или на бизнисот му значат. Како да ги заштитиме истите? Соодветни безбедносни мерки и процедури треба да преземат и физичките лица кои на своите компјутери имаат сигурно некои податоци што се битни за нив, некои има дипломска, докторат, магистратура, сите ние имаме разни слики, видеа од роден ден и од разноразни други свечености и никој не сака да ги изгуби тие податоци. Значи, примерно, таа безбедност би се разликувала кај физички лица, кај компании, кај државни институции, затоа што физичките лица и најмалку средства може да одвојат за таа работа. Примерна работа за физичките лица е да направат копија од своите важни податоци и тие да ги чуваат на некој екстерен хард диск или екстерна USB меморија или пак на некој клауд систем како што е Google Drive или Dropbox и така натаму, значи да имаат резервна копија на нивните важни податоци. Доколку дојде до оштетување, хардверско расипување на хард дискот, непоправливост или ransomware и така натаму, да им бидат криптирани податоци, да имаат каде да ги вратат тие податоци. За да малце се грижат за своите компјутерски системи, не треба да посетуваат некакви сомнителни веб страни од кои што може да се добијат некакви вируси, потоа не треба да се симнуваат филмови. Најчесто при тоа симнување на филмови со торенти ќе се добие некаква програма, од таму идат многу напади, за да може да го гледате тој филм, мора да го инсталирате тој кодек, тоа е всушност некаков злонамерен софтвер кој што потоа може да предизвика разноразни проблеми и треба да се внимава на тие работи на компјутерите на кои што има било какви важни податоци. Кај компаниите е прилично, таму треба малку поголемо внимание да се обрне на информационата безбедност. Над 22% од компаниите кои што преживеале ransomware напад понатаму не ги продолжиле своите бизнис операции. Кога компанија ќе биде нападната, финансиски трошок ќе има. Колков е тој финансиски трошок може да зависи од тоа што и колку е нападнато. Во просек, минатата година, сите сајбер напади во светот во просек чинеле по напад над 4 милиони долари. Значи, голем процент од компаниите не ги преживуваат нападите, имаат финансиски трошоци, имаат намалена продуктивност, имаат намалена репутација, дали може да дојде доколку се открие до некои податоци и до правни обврски на таа компанија, затоа што од неа произлегле некакви документи, а кај државните институции тамо треба да се обрне најголемо внимание на безбедност. Тука можеме, значи треба да се имплементира таа архитектура на информациона безбедност која што се состои од повеќе компоненти, меѓу другото тука треба да има битна е многу свеста на вработените, да се праќаат на обуки, да се презентира што е тоа информациона безбедност, како може да бидат нападнати. Треба да има инфраструктура која што се состои од хардвер и софтвер. Многу е битно да има политики, стандарди и процедури за информациона безбедност и да има план што да се прави доколку информацијниот систем на институцијата е нападнат. Не може да се мисли за тој план што и како да се прави тогаш кога ќе ве нападнат. Затоа се мисли кога не сте нападнати, а кога ќе ве нападнат постапувате по тој план. Ги штити ли бизнисот така своите податоци? Паралелно со ransomware нападот на ФЗМ се случи исти такви бројни напади на компании во Соединетите Американски држави, затоа ги споминавме и компаниите. Се грижат ли тие повеќе за компаниите, доколку не се грижат за своите информациони системи, тие ќе пропаднат, ќе банкротираат, ќе престанат со своите бизнис операции. Има ниедна компанија не е без конкуренција во светот и доколку оваа компанија не се грижи, нејзиниот информационен систем е нападнат, таа не може да функционира, нема продуктивност, има финансиски трошоци големи поради тоа и во најголем дел таквите компании пропаѓаат. Значи, затоа компаниите мора да бидат свесни за информационата безбедност, да прават бекапи од време на време. Тие бекапи не само да се прави бекап, туку треба да има и усогласеност, да се проверува бекапот дали е исправен. Можеби ние правиме бекап, има некаква грешка, тој бекап не е исправен и кој ќе притреба, ние не можеме да го вратиме назад. Кај државните институции, они нема да пропаднат. Меѓутоа, доколку има напади кај државните институции, со тоа се уназадува целиот систем и целата држава. Се одразува на друг начин. И за време на хакерскиот напад на Фондот за здравствено осигурување добивме малку и оскудни податоци за тоа што се случуваше. Каков е вашиот впечаток? Требаше ли да бидеме поинформирани? Прво заради тоа што тоа е тема која што не засега сите нас, нашите податоци се таму, а од друга страна за да ја подигнеме свеста за тоа колку треба да напредуваме дигитално и да се заштитуваме во иднина, сите?
основни постулати на информационата безбедност се доверливост, достапност и интегритет на податоците. Ние, бидејќи тамо немаме многу информации што се случило, доверливост значи и доверливоста е нарушена доколку неовластени лица пристапиле до податоците. И нарушување на интегритетот е кога неовластени лица извршиле неовластено менување на податоците, и достапноста е нарушена тогаш кога информациониот систем не е достапен за вработените во институцијата и за корисниците на тој информационен систем. Ние со сигурност можеме да тврдиме дека таму имаше безбедносен, сигурносен IT инцидент, затоа што достапноста на информациониот систем не беше достапен повеќе од 20 на дена. А дали дошло до нарушување на другите два принципи, за тоа немаме доволни информации. Значи, информационите системи мора да се грижат најмалку со бекап, офлайн бекап на податоците. Дополнително има тука други работи што треба да се прават. Значи, треба да има disaster recovery центар, тој да ја преземе работата доколку примарниот не работи, треба да биде идентичен со првиот. Овде може да се случат и некакви елементарни непогоди, пожари, поплави, земјотреси и така натаму. Требаше засегнатите почесто да говорат на телевизија за ова? Засегнатите страни. Според мене не е толку битно тоа често говорење и да објаснат што се случило, многу побитно е засегнатите и одговорните лица да преземаат активности, да не дозволат да дојде до такви сигурносни инциденти. Ние треба да имаме раководни органи во било кои државни институции на било кое ниво, кои што ќе водат сметка за унапредување на тие институции. Многу побитна е тука одговорноста. Кога некоја институција нема да го направи тоа што треба да го направи или тоа за што е создадена, таму треба да има одговорност. Кај нас, за жал, тоа не е принцип. Ние имаме институции кои што не го прават тоа за што се создадени и тие постојат, да не речам само вработените во тие институции да земаат плата и менеджментот на тие институции да има некакви привилегии. Ние мора да одиме кон одговорност. Јас имам впечаток дека во Јапонија има еден принцип што се вика каизен. Тоа е континуирано подобрување на работите во било која организација и институција. Кај нас впечатокот е дека имаме нешто што е анти-каизен или обратно од каизен, континуирано намалување на квалитетот на тоа што го прават институциите. Ако нешто поттикна последно во случување, тоа е јавно говорење, особено на медиумите за оваа тема, за да и ние се едуцираме граѓаните. Имате ли впечаток дека институциите по последниве случувања превземаат на дела активности за поголема сајбер заштита? Па, колку што видов во последно време, некои тендери се распишаа за сајбер безбедност, за набавка на инфраструктура, опрема. Видов дека една институција распише и некаков тендер за правење на disaster recovery центар. Меѓутоа, мислам дека треба малце да ја смениме стратегијата и концептот, затоа што ако секоја од 1500 институции направи своја систем сала и секоја од нив ако направи свој disaster recovery центар, тоа ќе бидат 1500 систем сали со 1500 disaster recovery центар. Тоа ќе биде премногу скапо и за нас не е исплатливо и нема да можеме понатаму да го одржуваме. Ние треба да одиме кон друг концепт, а тоа е концептот на создавање на дигитална агенција, државен дата центар со неколку реплики на територија на Република Македонија. Дел од хибридната војна се и дојавите за бомби, кои колку и да знаеме дека се лажни, не вознемируваат и нас родителите и децата. И последното прашање некако да го заокружиме разговорот, докаде се може да оди унапредувањето на технологиите, што се не очекува во годините кои што следуваат и за што се треба да сме подготвени? Овие бомби уште толку го девастираат образованието кај нас. Ние доколку се погледат статистиките и истражувањата што ги има Светска банка и Меѓународен монетарен фонд, Македонија е последна земја во Европа по индекс на човечки капитал. Ние сме и позади Косово. Нашиот индекс на човечки капитал во последниот извештај е 0,56, во Косово е 0,59 и дополнителното девастирање, нефункционирање на образованието, недржање на часови, онлайн образование кое што се покажа дека има послаб квалитет од нормалното образование, уште повеќе ќе го влоши нашиот човечки потенцијал. Ние подитно треба да го решиме тој проблем со тие дојави на бомби, да нашето образование почне да функционира. Но властите велат тешко се откриваат. Треба да се тешко се откриваат затоа што во светот има групи кои што се борат за приватност, за анонимност и се создадени мрежи кои што овозможуваат корисници да сурфат по интернет, да користат сервиси преку интернет, да пратјаат имејлови, да не може да се дојде до нив. Тука треба да се направат други пристапи, да се направат, да се контактираат држави,
да се разузнавачки сектор да се вклучи тоа, да се открие кој би можел да го прави тоа, кои се неговите цели, на некаков друг начин, физички начин да се обезбедат школите, да има некои имейлови кои што не се на Google, на Yahoo, на Hotmail, такви имейлови, некои други имейлови од каде што од секаде не може да се прати имейл. Треба да се види другите земји што направија ваквите закани, ги имаше и во Хрватска, во Србија, во Црна Гора и така натаму. Во Србија престана, мораме да направиме некој друг пристап, инаку дека не може да се открие сега во моментот, ова не може да се открие затоа што постојат мрежи кои што обезбедуваат анонимност. Порано, војните конфликти се одвиваа само на еден фронт, војниот, а сега имаме неколку, па треба да се подготвуваме за сите паралелно. Животот на луѓето, функционирањето на бизнисот, функционирањето на државните институции е се повеќе зависно од информациони системи, информациони средства. Тие информациони средства, за да бидат достапни од надвор, се отворени преку интернет. Интернет е глобална светска мрежа од која што има пристап до одредени информациони системи од цел свет, така што информационите системи можат да бидат нападнати во било кое време, од било која точка на земјината топка, и тоа представува, покрај тоа што носи големи бенефити, представува и голема опасност. И тука треба да се превземаат логични чекори, интелигентни чекори, да тие информациони системи се заштитуваат. Господин Есимов, благодарам за гостувањето и анализата во утринската програма. Благодарам и на вас за поканата.